Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте и во денешното ново издание на Визита. Во Визита денеска зборуваме за корозивни оштетувања на дигестивниот тракт. Корозивните средства, доколку се внесат во организмот, дали намерно или пак случајно, може да предизвикаат големи оштетувања и сериозни компликации. Од што зависи степенот на оштетувањето, каков е третманот, какво е лекувањето и сето она што е важно да го знаеме за ваквите состојби, денеска во Визита разговараме со доктор Лилјана Милошевска, специјалист-интернист, субспецијалист, гастроентерохепатолог од болницата Невромедика. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата да се видиме и со вас и со гледачите да им помогнеме колку можеме во нивните проблеми. Така, доколку се соочат или веќе се соочиле со вакво нешто. Со вакво нешто. Тема за која многу малку се зборува. Читајки и барајки во информациите, нели, за да подготвам одреден концепт, многу малку информации најдов, а на едно место пак прочитав дека во Македонија некако како да водиме и предничиме со внесувањето на корозивни средства, дали намерно или пак случајно, кои може да направат многу сериозни компликации по здравјето. Свесни ли сме за тоа? Прво, многу малку се зборува и многу малку заради тоа луѓето знаат што точно може да се случи со внес на вакви средства, дали намерно или ненамерно. Така да, затоа не случајно ја одбрав оваа тематика, малку повеќе да проговориме за тоа, за да можат луѓето да сватат дека не се игра со такви работи и дека последиците кои што може да се јават се опасни и по живот, некои од нив завршуваат и со смртен исход. Мора многу да се внимава во однос на тоа што правиме и многу треба да се размислува што ќе направиме за тоа што не чека утре. Во однос на застапеноста во нашата држава, меѓу првите земји, можам да кажам, на овие територии балкански сме, во користењето на намерното користење на овие корозивни средства, затоа што во некои држави и забранета е волку голема концентрација на средствата кои што се и за секојдневна употреба, дали се работи за чистење или се работи за есенцијата која што ја употребуваме за правење на турши и кога труењата се најмногу во овој период со незе. Можам да кажам дека можеби другите земји предначат во однос на труењата со таблети за смирување, за спиење, а ние предначиме за жал со корозивни средства кои што имаат страшни последици, не само за човекот, пациентот кој што тоа го внел, туку и за неговото семејство поблиско и пошироко. Кои се тие корозивни средства? Корозивните средства кои што се најчести, тоа се средствата за чистење во домакинството, хлородводородната киселина, варикината, доместо со цегла од поново време, средствата за одмастување со најразлични називи, со различна, за жал, концентрација. Внесот на овие корозивни средства, самото име им значи корозија, значи оштетување. Самото нивни внес кога еден обезмастувач или еден полирапид кој што го користиме за чистење на бигород, кога се внесува, може да замислите што прави на нашата лигавица, која е толку нежна и толку кревка, која што нередовната исхрана, начинот на исхрана и внесот на многу топла или многу ладна храна може да ја оштети, а не овие средства. Разлика постои меѓу внесот на алкалиите и киселините. Значи, тука има разлика и во однос на степенот и тежината на оштетувањето, како и брзината на оштетувањето, бидејќи е различно нивното дејство. Морам прво да истакнам дека за оштетување на лигавицата на системот за варење, многу е битна незината претходна состојба. Дали пациентите редовно се хранеле, дали пушеле, дали пиеле алкохол во поголема количина, затоа што и кај многу алкохоличари, место ракија, тие ќе посегнат под средство за чистење, кое што е ставено во обично пластично шише, кое за жал домакинките, за да си олеснат, оригиналната опаковка ја фрлаат и го оставаат пластичното шише, така да тој што ќе посегне до тоа, мислејќи дека е вода или ракија, не размислува во моментот
што внесува и што последици ќе му се случат. Ова го зборувам затоа што кај алкохоличарите оштетувањето на храноводот од високата концентрација или процентуалност на алкохолот што го внесуваат, одговараат на прв степен на оштетување со корозивно средство. Значи сме среќавале до толку завршниот дел на храноводот кај алкохоличарите да е оштетен, да по начинот на изгледот, по опекотините кои што ги предизвикуваат, одговараат на оштетување на прв степен од корозивното средство. Така, значи веќе како првични оштетувања за кои не знаеме, така? За кои не знаеме дека постојат. Дека постојат, па дополнително и кога веќе од овие корозивни средства, да. Така, ќе биде оштетувањето и последиците ќе бидат поголеми, отколку тоа внесени кај популација помлада, која што да речеме и редовно се хранела, живеела еден нормален живот, меѓутоа во една состојба на стрес, кавга, обично младите луѓе, дали со дечко, дали со девојка, со семејството или на работното место проблеми, наоѓаат ете спас да си ги решат проблемите со пиење на вакви средства, кои што за жал не го решаваат проблемот. Проблемот останува и понатаму и затоа треба добро да се размисли што се прави. Во тие моменти кога тие тоа го прават, не размислуваат до какви последици може да донесе базата или киселината во зависност од тоа што е застапено повеќе кај средството за чистење кое што го употребиле пациентите, бидејќи алкалиите, односно базите, прават една коликвациона некроза на лигавицата на храноводот и на желудникот, кој што постепено во првиот момент, да речеме, на прегледот, немаме толку јасен увид во степенот на оштетувањето, меѓутоа последиците се многу полоши подоцна во однос на киселината, кога оштетувањето веднаш повеќе ни е достапно или пристапно за да може да го видиме. И се морам да споменам за овие промени, за да може да ги видиме, ние се користиме со методата гастроскопија, која што ни е најадекватна, најсоодветна и најсигурна во проценката каков степен на оштетување имаме во почетокот. Значи, зборувам за почетокот. Гастроскопијата мора да се направи првите 24 часа, за да може резултатот да биде соодветен, а подоснежните, да речеме после третиот или четвртиот ден, не се препорачува, затоа што со самата гастроскопија, со самиот преглед, ние внесуваме воздух преку апаратот во овие делови од системот за варење, кој што лигавицата, ако е до поголем степен оштетена, може би да направиме перфорација, односно продупчување на самата лигавица и да направиме компликации кои што нормално не би ги сакале. Токму заради тоа се препорачува првите 24 часа да се направат овие испитувања, односно да се направи гастроскопијата. Прво треба еден првичен преглед, или да кажам прво што чувствува пациентот кога тоа како ќе го... симптоми и што би требал или не требал, би смел или не смел да направи првично, така? Така. Значи, кога пациентот ќе се одлучи на ваков еден чекор, не размислувајќи за последиците, а и не знаејќи, морам да кажам, за последиците кои што го очекуваат, треба да се јави на доктор. Не треба да предизвикува повраќање, бидејќи со самото повраќање ја враќаме содржината која што дополнително ќе го оштети истиот пат кој што го поминала од усната шуплина до желудникот, значи ние ја враќаме повторно по истиот пат и ќе предизвикаме дополнителни оштетувања на веќе оштетената лигавица. Нити треба да се пие медицински јаглен, кој што тоа нема никаква помош да ни направи, туку треба да се јавиме веднаш на доктор за да се направи проценка на оштетениот дел од дигестивниот систем. Самиот пациент, нормално тоа се силни средства со различна концентрација, поконцентрираните предизвикуваат поголеми оштетувања и поголемиот внес, значи количински колку се внесло во организмот, ќе направи поголемо оштетување. Зависи од количината и од типот на средството. Дури до тенкот од црево ќе направи оштетувања, та самиот пациент осеќа печење, жарење во усната шуплина, болка зад градната коска, осеќа кај поопсежните оштетувања се јавуваат и повраќање со крвава содржина, дури и столицата ќе има
еден црн изглед како катран, што значи дека заради опсежни некрози и оштетувања дошло до таква една црна столица. Друго што може да се јави како компликација и е многу опасно по животот на пациентот, тоа се перфорациите кои што можат да настанат во храноводот и во желудникот. Во храноводот тоа ќе се манифестира со поткожен емфизем. Кога ќе се пипне во овој дел пациентот, се осеќа како пукање. Прво подуеност во тој дел и како пукање поткожно. Тоа значи ни е знак дека настанала перфорација на тој дел, а на желудникот, стомакот е тврд како даска, ние го викаме дефанс, и во тие случаеви подитно мора да се направи нативна снимка на рентген, за да тоа го докажеме и да го превземат тогаш хирурзите. Значи тогаш веднаш оди на хируршки третман пациентот, а ако не се толку големи компликациите, се започнува со конзервативниот третман кај пациентот. Имаме тогаш многу голема соработка со пациентите, меѓу кои што се вклучени и психијатрите уште од првиот ден, затоа што е потребно да се вклучат и лекови кои што пациентите ќе треба да им се дава за да можат тој период да го пребродат. Веројатно посебно и онаму каде што и намерно нели се внесле вакви средства. Намерно кај што се внесле и најчесто се тоа многу банални работи, обична кавга кај младите пациенти, било да се работи за машка или женска популација, нема голема разлика, значи имаме и кај машката популација која што посегнува по овие работи за жал. И сега акциденталните или случајните труења настануваат кај малите деца, кои што треба да ги чуваме овие корозивни средства на сигурно место, да не се на дофат на детските рачиња. Да, бидејќи тие не знаат што е тоа, љубопитни се, не знаеме кога и што може да направат. А да се внимава и на повозрастната популација, која што, да речем, сме имале случаеви, јас предходно работев на клиника за токсикологија, сме имале случаеви возрастна особа мислела дека во пластичната чаша има вода, станала во текот на ноќта, се напила, тоа било средство за чистење кое што домакинката го оставила за утредента тоа да си ја дозаврши работата. Значи, или сме имале случаеви корозивно оштетување со средство за чистење на бигор на бокалите во кои што се припрема вода. Млади особи доаѓаат од кафичи, од кафани, сакаат да си приготват чај. Мајката ставила средство за чистење на бигор, кој треба да отстои ноќта. Едноставно со промучкувањето на тој бокал мисла дека е тоа вода, сега ќе го провријам и ќе си направам чај. И во такви случаи сме имале. Меѓутоа, акциденталните оштетувања не се толку опасни и страшни со такви последици, како што се намерните, бидејќи таа содржина дали ќе се проголтка една голтка или ќе се исплука веднаш, ќе биде мала количината, така веднаш ќе забележиме дека е нешто што не сме имали да пиеме. Додека пак кај пациентите кои што тоа намерно го прават, тоа се големи количини, да речеме се случува цело едно шише од варикина или доместос или било кое друго средство да се испие наеднаш со цел да се реши проблемот за кој што не гледа во моментот излез. Но сепак на крај ќе испадне дека излезот не е во тоа што го направиле пациентите, дека последиците кои што после тоа следуваат се доста тешки и за самиот пациент, се поминува еден макотрпен, трнлив пат за лекување или за јавување на компликации кои што им треба долг период за да се навикнат на таков начин на исхрана, ако се успее нешто да се направи, бидејќи компликациите се многу страутни и многу невозможни и не се во соодветност со човечкиот организам. Така, без оглед на тоа колку нели и со третманот и со лекувањето се постигнало посакуваното, некакви оштетувања сигурно би останале така, како некои траги кои што третманот почнува веднаш, да речеме, од самиот прием на пациентите, третманот го започнувавме веднаш, со тоа што покрај да кажеме прегледот на самиот пациент, правење мерење притисок, некои доаѓаат во состојба со еден пад на притисокот, изгубени, коматозни, бледи, препотени заради губење и на голема количина на крв,
Нели као акутна компликација, рековме перфорацијата може да се јави, се зема веднаш лабораторија за да се провери состојбата на крвната слика, состојбата на бубрезите, да речеме есенцијата како едно средство за правење туршија кое што го разредуваме, прави страшни последици, акутна бубрежна инсуфициенција, прави заради тие микрокоагулуми кои што ги создава како неизина последица во контакт со сето тоа што се случува и тие пациенти се препраќаат и на хемодиализа. Се прави се за да му се помогне на пациентот, меѓутоа не сме семокини за да направиме да се избегнат последиците кои што можат да се случат. А дури и некогаш и ваквиот вид на труење така може да биде и животозагрозувачко, односно да заврши онака како што има и смртни случаеви кои што не се премногу чести, меѓутоа не се ни во мал број, тоа се обемни количини на тие средства кои што се испиени. Сега, базите даваат најчесто оштетување и поголемо оштетување на храноводот, додека киселините даваат поголемо оштетување на желудникот, па имаме оштетувања дури до тенкото црево, ако е количината на испиената содржина поголема. Компликациите, впрочем, градацијата, да ја спомнеме, така, рековме степенувањето, така, во зависност од тоа какво оштетување е направено, а рековме дека зависи од количината и од она што е внесено, всушност последицата веќе од внесувањето. 4 степени, уствари со таа нулта оштетување постојат 5 степени на оштетување, кое што со гастроскопијата, значи тоа служи за при гастроскопскиот преглед, степенувањето ни служи за одредувањето на моменталната состојба која што го направила корозивното средство. Нулта степен на оштетување, тоа значи едно лесно црвенило без некои други последици, тогаш пациентите се задржуваат еден ден или ако е тоа намерно труење повеќе денови заради консултација со психијатарот, не толку колку за корозивното оштетување. Првиот степен ни покажува еден силен воспалителен процес и едем, односно оток на дигестивниот систем, на ликавицата на храноводот на желудникот. Вториот степен е поделен на степен 2А и 2Б. Во зависност од тоа се јавуваат улцерации, односно чиреви, дали се површни или се длабоки. Третиот степен ни укажуваат на оштетување до поголеми или помали некрози. Кога се помали некрози, се степенува со 3А, поголеми некрози, полињана некрози, се класифицира или се градуира со степен 3Б. И четврти степен, тоа се опсежни некрози, каде што веќе здрава лигавица немаме. И верувајте, таа лигавица на желудникот ви изгледа како дрво кога ќе изгорите, црно, буквално таков изглед добива. Сега, во овие степени, па дури и во 2Б, значи 2А не се толку опасни, во 2Б до третиот степен, четвртиот степен веќе можат веднаш со договор со хирургот да го превземет хирурзите и понатамошното лекување да се прави оперативен зафат. Меѓутоа 2Б и третиот степен се оштетувања кои што можат да завршат во почетокот субстенози, тоа се делумни стеснувања на храноводот и на желудникот, а после, речеме, 2 месеца или 3 месеци да завршат со комплетно стеснување, да не може пациентот никаква храна да внесе. Овие стенози се решаваат во храноводот, се решаваат конзервативно, со бужирање, ние тоа го викаме, се вметнуваат со различен обем на ширина, едни додатоци при гастроскопијата, кои што со постепено проширување на тој стеснет дел, без да направат перфорација, затоа се прави од потенки тие бургиеве, да ги кажеме, до малку пошироки, за да може да се овозможи проводност на тој дел, додека пак оштетувањата во желудникот, кои што се најчести во пределот каде што желудникот преоѓа во тенкото црево или препилорно, ние тоа го викаме, тие се решаваат хируршки, се решаваат доста успешно.
За жал, во нашата држава, решавањето на овие стенози кои што не можеа со бужирање да се решат, него мораше да одат на хируршки третман, не се правеше. Сега слушам дека на тораковаскуларна хирургија нешто се работи кон тоа, а и во нашата болница доктор Ставрески, мислам дека работи со храноводот, бидејќи тоа е доста комплицирана, многу специфична, многу специфичен оперативен зафат. Бидејќи тука не само со овие оштетувања корозивните средства што го прават, него најчесто, многу во голем број на случаеви, после корозивни оштетувања за неколку години на храноводот може да се развие и карцином, кој што проодноста ја овозможиле докторите. Меѓутоа, последицата се уште тлее и се уште демне, да кажеме, дека нешто покомплицирано ќе се јави. Така, опасности и компликации и во моментот, нели, кога ќе се внесат, а и понатаму, нели, кога веќе поминал третманот. Сега би сакала да спомнам начинот на третирањето, какво е конзервативно. Така, да. Само да вклучиме еден гледач, па ќе преминеме и на тој начин на третман. Добар ден, повелете, дали имаме гледач на линија? Може би прашање, може би коментар, свој став или ваше размислување. Добар ден. Дали го имаме гледачот на линија? Така, во очекување да се јави, може сега за конзервативниот. Еден од начините на третман, така? Прво 7 дена не му се дозволува на пациентот никаков внес на уста, за да не направиме дополнителни оштетувања и бактериска инфилтрација на веќе оштетените делови. Се вклучуваат големо количество на инфузиони раствори, декстрози, физиолошки раствори, раствори со масноти, да речеме, ако е потребно протеински додатоци се додаваат, плазма, крв ако треба да се додаде. Се дава инхибитор на протонска пумпа, дали омепразол, пантопразол, контролог, во каква форма, значи сето тоа го зборувам дека се дава парентерално, не на уста, или се дава H2 блокер од овие што се ранитали или улкодини, се дава на 8 часа, за да може тотално да биде покриен пациентот, да се намали лачењето на неговата киселина, за да тоа може да се залечи. Голема количина на витаминотерапија се дава, а исто така се даваат и антибиотици. И сега малку е специфичен третманот околу третирањето на овие пациенти со кортикотерапијата. Некои се за втор степен, ако постои, дека може да се даде, мада во последно време не се практикува. Меѓутоа, ако се пообсежни оштетувањата, не се дава, затоа што може да настане дополнително перфорација, да речеме, да се предизвика како резултат на давање на оваа кортикотерапија и во последно време воопшто и не се ни користи. Се даваат и средства антациди за намалување, нели, она со жвакање или лижење на таблетката, тоа може да се даде кај пациентите или во форма на праша, како порано што постоеше, малку да се раствори, исто со цел да се намали киселоста. И колку период треба да помине за да дојде до опоравување? Значи 7 дена воопшто не се внесува ништо на уста, зборувам за потешките оштетувања. Од 7-миот до 15-тиот ден, кога 15-тиот ден ја правиме контролната гастроскопија, се внесува пациентот 3-4 дена почнува со млеко, со внес на млеко на уста, за да видиме како ќе биде проодноста, реакцијата на пациентот, дали ќе има се уште болка. После тоа веќе се внесува, има начин на припрема, корозивна исхрана, корозивна 2 се вика тоа. Тоа се припремени работи од секојдневен живот, кои што се добро изблендирани, за да може пациентот во кашаста форма тоа да го внесува. Многу е битно пациентите да се работуваат со докторите и со сестрите кои што ги водат, за да им биде поуспешно нивното. Периодот и на опоравувањето, меѓутоа мора, ако заеднички се работуваат. Сето ова се применува за нивно добро. Сме имале пациенти кои што скришум јаделе цврста храна, од после дознаваме од околината од другите пациенти фактички, но со тоа тие сами си прават ризик за дополнителни оштетувања.
веќе 21-тиот ден, значи првиот ден се прави гастроскопија, 15-тиот ден, а 21-тиот ден се прави рентгенграфија на храноводот и на желудникот, потенцираме со гастрографин, кој што е побезбеден во овие случаи, не со бариумска каша. И тогаш ги гледаме со рентгенграфијата промените на стеснувањето, до кој степени се, и наборите дали се погруби во хранопроводникот, а исто така и препилорно, односно пред излезот на содржината од желудникот во тенкото црево. И веќе 21-тиот ден пациентот го пуштаме дома со тоа што за 2 недели да се јави на контрола со препорака за домашно лекување во однос на терапијата. Контролната гастроскопија повторно ни доаѓа пациентот од дома, ја правиме за да видиме какви последици кои што можат да се јават вториот месец со едни стеснувања, за да може третата до четвртата недела е најпожелна за тие бужирања да може да се направат. А субстенозите може да ни се јават уште додека е пациентот кај нас, кај потешките оштетувања, уште додека е во болничките услови, може да се воочат тие на вториот контролен преглед гастроскопски. Така, да. Како еден заклучок од сето ова што досега го зборувавме, значи внесувањето на корозивни средства во организмот не е начин на решавање на проблемот за оние кои што сами ќе посегнат и намерно ќе го направат тоа. Се случува и случајно, ненамерно, така од невнимание. Значи треба да бидеме внимателни, така не само за децата. Ние велиме подалеку од дофат на децата, ама треба и возрастните да бидат внимателни, така. Треба и сето она што е тука да. во нашата околина. Треба и возрастните да се провери, да речеме тоа што не веднаш да се посегнува по шишето што е во пластична амбалажа, не знаеме прво дали има нешто кое е веќе отворено, дали е тоа вода или е нешто друго тука ставено. Често знаат домакинките да си го претурат од оригиналната опаковка, и тука се прави, нели, грешката. Тука се прави грешката, тоа се случајните труења. Меѓутоа, сепак случајните труења рековме дека се малку по-безбедни. Бидејќи голема количина нема да внесеме на тој начин. Нема да внесат или веднаш ќе исплукаат или мала количина, една голтка да речеме ќе внесат која што ќе си направи оштетување, меѓутоа не до оној степен која ќе се внесе поголема количина. Вдишувањето исто така може да направи некакви проблеми? Обично кога жените дома си ги средуваат, да речеме, просториите санитарни, тие мешаат солна киселина со варикина за да биде тоа почисто, побезбедно. Меѓутоа, тоа е една страшна ерупција на мешавина до задушување, до парење и оние кои што се со природа почувствителна на дишните патишта, да речеме со хронични бронхити, со астма, со алергиски реакции, реагираат бурно и за нив е потребно и болничко третирање, додека оние што немале такви проблеми имаат чувство на загушеност, меѓутоа со неколку часа задржување, тие се пуштани во домашни услови да го продолжат лекувањето. Меѓутоа, сепак ќе нагласам, во многу земји во Европа и во светот, овие високо концентрирани корозивни средства се забранети, не се произведуваат, не се во употреба. За жал, кај нас се уште се масовно распространети, употребувани за домакински, да речеме, намени. Меѓутоа, едно ќе порачам до сите, дека начинот на решавањето на проблемите не е ниту пиењето на таблети, нити па пиењето на вакви материи кои што може да го загрозат животот или да го усложнат понатамошното живење на пациентите. Имаме многу и кај младата популација, и кај мажите, и кај жените, и кај православните, и кај муслиманите, да кажеме, кај православните повеќе отколку кај муслиманската популација. И мислам дека зборувањето и начинот на комуникацијата со младите треба да ни биде многу позачестен, многу поблизок и учењето дека проблемите се решаваат со разговор, а не со посегнување на ваков или онаков начин, посегнување по опасни средства. Да. Ви благодарам што ни бевте на визита. Ви благодарам и вам што ме покани.